Недостаток на квалификуван кадар е новиот проблем на угостителите. Од 50 до 80% вработени заминале од угостителскиот сектор за време на пандемијата. Келнери, рецепционери, готвачи и помошници готвачи го напуштиле угостителството, дел заминале во градежништвото и транспортот, а дел завршиле на улица поради непредвидливоста на секторот за време на пандемијата од март минатата година. Пред самото отворање на туристичката сезона во Македонија, угостителите во обид да обезбедат квалификуван кадар. Што дел од работниците ја променија својата работна професија и од угостители стана возачи, гипсари, монтери, односно голем број од вработените угостителско-туристичкиот сектор преминаа во транспорт и градежништво. Неизвестноста беше клучниот фактор за ваквите одлуки. Поради кризата, хотелите пред се во градските средини, тука најмногу мислам на Скопје, но и од одредени други градови во државата кои не се класични туристички центри, беа целосно затворени. Падот на прометот во овие компании беше над 85%. Губењето работници во угостителскиот сектор пред самиот старт е можна причина туристичката сезона да не заврши според плановите. Вие знаете дека туристичката сезона за жал во Македонија се уште не е почната и покрај најавите имавме најава за отпочнување летови до одредени дестинации, тоа се пролонгира, најавите за холандски туристи, тоа се пролонгира, така да очекувањата се дека тоа би се случило некаде од 7 месец. Има простор и можност за преквалификација и доквалификација во овој период. Факт е дека нашите угостителски објекти нема да работат со 100% од својот капацитет, што значи дека може да се направи преструктурирање и сезоната да се истера. Владината поддршка е потребна не за да се заработи, туку за да не пропаднат компаниите од секторот кои кога не работеа ги задржаа голем дел од вработените, велат од Сдруженијето, иако е одредена поддршка со петиот пакет, таа се уште не е реализирана. Со програма Стопанската комора ќе преквалификува од 50 до 100 лица за угостителскиот сектор, а и дополнително ќе се ангажираат доколку угостителските фирми покажат интерес.